Вековниот македонски дух, традиција, јазик, култура и историја мора да живеат и во Англија. Државата во која што сега живееме, но во која никогаш не сакаме да го загубиме нашиот идентитет. Ова е мотото на Игор Јованов и Сдруженијето на македонци од Источна Англија, кое со години функционира со голем ентузијазам. Далеко од Македонија, но Македонија секојдневно во неговото срце. Игор е со цел да го одржи, задржи и за секогаш зачува македонскиот дух, идентитет и љубовта према родната Македонија во Англија. Која е целта на Сдруженијето? Пред се идејата за се формира едно здружение, како македонци во Англија, не само во источниот дел на Англија, е да го зачуваме нашиот јазик, култура, традиција, да го пренесеме на генерациите кои идат по нас. Ние како прва генерација треба да бидеме спремни да го скршиме тај мраз и да го пренесеме на идните генерации. Тоа е една од првите цел идеи за да формираме здружение на кое што можеме поорганизирано работеме и зачуваме дел од нашата историја, култура и... Каква е организацијата на Сдруженијето, колку членови брои и како функционира? Како цел на Сдруженијето е како организација да формираме школо преку која ќе ги изучуваме македонскиот јазик, култура и историја, здружение кое ќе ги покаже нашите традиционални вредности преку фолклорни групи, преку црковни мисии, пред се на еден начин да го зачуваме идентитетот, македонски идентитет од државата која што матична држава која што ние мигрираме во Обединетото кралство на еден начин. Како семејства во регионот кој ние го застапуваме како Источна Англија, бројката е околу 100 семејства, но активни членови немаме 100. Не може сите да бидат активни членови од различни причини. Ние како здружение застапуваме како македонски јазик, култура, традиција, историја, али сите тие луѓе не го гледат тоа како целина. Тука е проблемот. И сега ние како здружение, нели, за тоа постои здруженија, сите тие здруженија имаат одбори кои морат да прават план и прво идејата да створат во план и проект и кој ќе треба да го реализират. Али целта сепак е пред се, целта е ние како македонци да го зачуваме сето тоа и да го пренесуваме натака, независно дали сме дома или не. Треба да се чувствуваме македонци. Тоа е целата цел. Дали ние живееме во Англија, Америка или дека, сепак сме македонци, корењата се наши македонци. Тежината е тука и да се раѓаат нови генерации, али ако коренот потекнува, треба да се задржи тоа. Со какви институционални предизвици се соочивте при организирањето на Сдруженијето? Тука е многу интересно тоа прашање. Во Англија постои сосема други закони кога сакаш да формираш граѓанско здружение. Ако граѓанското здружение работи на волонтерска основа и не прави профит од одредена сума, не се содруваме ние со например со правни пречки. Тоа е многу леснително и не подлегнуваме како здружение дека треба да имаме печат по наше, штимбил. Значи, сето тоа само ни треба банковна сметка на која ќе бидат приложени средствата од здружението кој ги добива и кој ги употребува. Дали имате во план да се организираат настани, собери или соработки со други здруженија на македонци од диаспората? Постојат неколку здруженија во Англија со кои што ние имаме тесна соработка и се трудиме како прва генерација во Англија сето тоа да го подигнеме на повисоко ниво и да пробудиме повеќе интерес кај нашите луѓе кои што веќе мигрираме во Обединетото кралство. Ние веќе имаме организирано неколку настани и собери како македонци во Англија. Не само што го застапуваме источниот дел, ние се трудиме да биде тоа фамилиарни собери и секој пат ги отвараме нашите врати како здружение да имаме посетеност од повеќе семејства кои котираат во Англија, во Обединетото кралство, но во иднина замислата е да се формира национален македонски ден во Англија и да можеме да ги обединиме македонците ширум светот. Кои се реакциите на македонците во Англија, но и на диаспората за постоењето на Сдруженијето на македонци во Источна Англија? За сега се позитивни искуствата, сепак на почетокот што напоменав имаме пречки, сепак ние сме прва генерација, малку е тешко, Англија е специфична што не е толку стара со мигранти, како што се, например, Австралија, Канада и одредени други земји во Европа и пошироко, за македонци како мигранти надвор од матичната држава. Англија е сепак нова. Како прва генерација на македонци во Англија, кои очигледно никогаш нема да ја заборават Македонија, кои се вашите лични мислења и искуства со македонците во Англија? До сега може да бидеме горди. Ние како здружение на македонци во Источна Англија може да се пофалиме дека сме лидери. До сега нашите настани се од многу добар карактер,
тој настан не е одбележан само со забава, кој што ние милуваме македонците да го практикуваме, забава. Секој тој настан е одбележан со црковна миса, со спортски ден, фамилијарен спортски ден, каде децата ги уклучуваме, со децата кои изучуваат македонскиот јазик се представат со свој рецитари од изучувањето на македонскиот јазик, од фолклорната група и сето на тој начин сакаме да ги уклучиме и семејствата целокупно. Здруженијето составено од волонтери низ годините организирало многобројни настани за зачувување и запознавање на следните генерации со македонскиот идентитет, кои секогаш се со хуманитарен карактер. Па преку тие настани ги запознаваме идните генерации, што се нашите вредности како култура, традиција од македонската религија и тие работи. Тие се тие настани, ти не помена дека ние настаните не ги организираме само како забава. Нашите настани сакаме да имат цел. За дел од настаните ние кои беа организирани со спортски денови, со црковна мисија, сите носе и хуманитарна цел. Имавме донаторски вечери на кои што собраната донација дониравме во Македонија на загрозени семејства. Последната донација беше на детското село Сос. По наша информација дека државата веќе не постои државна институција за деца без родители. Јас како председник, како луѓе, таа информација не ни беше драга, а како здружение кој веќе не мотира тука сакаме на начин да помогнеме на нашата држава и сите тие настани сакаме да ги задржиме и да ги не да ги покажеме нашата култура, традиција и сите наши македонски вредности. Во стварување на своите цели, Здруженијето веќе е во контакти со Универзитетот Гоце Делчев во Штип и Министерството за образование. Како здружение остваривме средби со Министерството за образование, каде имавме прекрасни разговори, пред се со директор на секторот за наставници во странство, извини за името Сања Јанчевска, мислам, да не навлегувам тоа, каде што наша држава до сега со законите кои што постоечки се во државата се малку тешки за да ние ги имплементираме дека ние во Обединето кралство, да го кажам. Сега најновото со моето моментално присуство во Македонија остварив средба со ректоратот и Универзитетот Гоце Делчев во Штип, каде има заинтересираност да се направи проект и да македонскиот јазик да може да се изучува и на друг начин, не само во живо, туку и во онлайн програма, но да биде поддржано од универзитетски професори, каде нивото ќе биде на многу повисоко ниво и ќе го зачуваме многу повеќе нашиот мајчин јазик, култура и историја, сето да биде уклучено во едно. Али сето тоа сепак треба поддршка, само што напоменам, и од Министерство, и од Агенција за селеништво, и од многу други. Здруженијето на македонци во Источна Англија покрај својата мисија во зачувување и пренесување на македонската култура и традиција на идните генерации, секогаш е на располагање на секој еден од нас кој заменел да живее, студира или работи во Англија, со помош при сместување, официјални преведувачи или контакти со институции. Далеку од Македонија, но Македонија длабоко во сршта на секојдневието и идентитетот. Здруженијето на македонци од Источна Англија, каде еден од основачите Игор Јованов, има едноставна и многу вистината цел произлезена од љубовта кон македонската држава и народот. Ние како македонци да го зачуваме сето тоа и да го пренесуваме натака, независно дали сме дома или не. Треба да се чувствуваме македонци.